Да, во продолжение сега јас ја очекувам нашата колешка Ивана Крстевска-Јановска да ја погледнаме ова утро, да ја посакаме добро утро и како што спомена гледачеве спортски делувам, па нека е така и во продолжение да зборуваме за спортот, но како што можам да забележам, Ивана, се наоѓаш токму во фитнес центар таму некаде во близина, каде си ке ни кажеш. Моје да те поздравам еве уште еднаш и секако очекуваме со соговорникот да слушнеме што е она што ке ни пренесете во утринските часови. Повели. Да, така Славданка, поздрав до тебе, поздрав и до сите гледачи. Ние ова утро ве поздравуваме од Play Fit Move, фитнес центарот, каде што навистина може да се забележат голем број на луѓе на кои што времето и временските услови не ги попречија ова утро секако да си ја завршат својата обврска или својата задача, да дојдат и да го почнат денот секако со вежбање. Вежбањето или редовната физичка активност е нешто со кое што можеме да си го подариме самите на себе, но нешто за кое што ни треба секако трпение, време, истреност и секако голема желба. Што вклучува утринското вежбање и за тоа кои се бенефитите од утринското вежбање, ова утро ќе разговарам со главниот тренер Ѓорги Спасов во овој фитнес центар. Ќе ви посакам добро и убаво утро. Добро утро и на вам. Ви благодарам за поканата и за добро дојдовте во нешто мало каче за утринска активност и спортска активност во текот на целиот ден. Да, навистина моето прв впечаток беше кога влеговме е дека има гужва или навистина дека има голем број на луѓе кои што утрински си го започнуваат денот токму со вежбање. Дали сликата е секој ден ваква? Сликата во глобала, да, исто секој утро се дешава оваа убава атмосфера. По некој пат имаме повеќе народ, по некој пат помалку, меѓутоа во глобала луѓето се доста активни во утринските часови, што пред работа, што навика во тој утрински дел, така да имаме раздвижување во тие утрински часови во овој простор тука. Да, вие сте долгогодишен тренер, речи си целиот свој работен живот го имате посветено досега на фитнесот, на ова што го работите како тренер, нели? Како е вашата перцепција или вашиот впечаток, колку во Македонија луѓето имаат навика да вежбаат, колку се трудат да бидат физички активни, но и да бидат здрави, поради тоа што физичката активност ни е па речи си повеќе од половина здравје. Така. Значи, во текот на последниве години се зголеми бројот на луѓе кои што станаа свесни за нивната активност, односно за нивното здравје. Тоа се повеќе стана активно размислување после делот на пандемијата што помина. Можам да кажам дека претходно имаше некои осцилации горе-доле, беа и тие етапни вежбачи што ги викаме ние пред лето или така натаму. После таа пандемија веќе народот наш и општо популацијата и повозрастната, морам да напоменам, и помладата, значи дојде во еден совет каде што почна да размислуваат за бенефитите од физичката активност, односно и вежбањето без разлика каков тип на активност станува збор, решија да посета внимание на здравјето најпрво, после тоа кон тој физички изглед како и комбинација. Можам да кажам дека целиот овој сегмент на размислување се популаризира и стана веќе една делумна навика кај народот, каде што си одвојуваат дел од секојдневието, односно од денот, за да посветат внимание кон здравата навика, кон здравата околина. Да, можеме да заклучиме, значи дека се поголем број на луѓе ова им е практика и го избираат вежбањето како дел од животот или дека фитнесот им станува дел од животот. Така е, да. Значи фитнесот како една спортска игранка најкомерцијална станува едно секојдневие кај секој обичен човек, индивидуум, дали е машко или женско, со тоа што дали он дошол во теретана или во некоја вежбална
по некаква причина, значи некаков проблем од диагностика или некаков тип на нели желба, поводување на некои пријатели, социјализација и така натаму, доаѓа во ситуација да се заљуби, да го кажам во тој термин, да почне да вежба и да ги нели осети привилегиите и ефикасноста од нели самата активност што може да придонесе при самото тело нели во текот на денот. На колку е значено денот да ни започне со физичка активност и кои се бенефитите од утринското вежбање? Физичката активност како физичка активност нели датира уште од почетоците на времето, вика движењето е здравје, а здравјето е движење. Ние како тренери, како професионалци во нашата нели работа секој пат гледаме да најпрво го насочиме нели клиентот да он го разбере тоа дека не е све во естетиката, туку е повеќе во делот на здравјето, таму најпрво почна све. Со самото утринско започнување на нели активност ние го будиме, го пробудуваме и телото за да се разбуди, за да може да се раздвижи, да ја крене таа комплетна негова нели поспаност и да кажеме пасивност во активност, да го крене метаболичкиот процеси на телото за да почне нели активно да работи во текот на денот и да биде попродуктивен во секојдневните активности што го очекуваат во текот на денот. Така и дел од луѓето изостанува мотивацијата. Знам дека е така од искуство, нели, од она што го слушаме, но како вие како тренери ги мотивирате вежбачите секојдневно? Обично имаме една општо позната активност, односно една изрека вика 1 час вежбање 4% од денот. Значи во 24 часа 1 час во текот на денот може да посветиме за нас себе си. Најпрво можеме да кажам дека мотивацијата е многу релативно мала, нели мал сегмент во тоа и гледиште. Најбитната работа е дисциплината во тоа што нели сакаме да постигнеме како крајна цел. Мотивацијата доаѓа и оди, меѓутоа дисциплината е најпрво и најглавна и најбитна алатка во овој принцип на активност, пак и да кажеме физичката активност како нели активност е малку понапорна и луѓето нели се малку поотпорни на тој дел кој од себе ќе стане да вежба. Меѓутоа бенефитите и ефикасност обично нас мотивацијата што ја даваме е тоа дека денот ќе биде уште поубав, значи од кога ќе се заврши, од кога ќе се нели разбуди телото во после тој активен ден, односно активно утро. Кои се советите кои што ги давате до сите почетници? Верувам дека во вашата пракса секојдневно можеби се јавува и по некој почетник, некој кој што можеби долго време бил пасивен или пак можеби до сега не вежбал во животот, не се посветил на оваа физичка активност, на здрава навика. Како ги советувате на почетниците? Почетниците, значи секој почетник што почнува со некаква физичка активност нормално му е напорно да почне, напорно да додржи континуитет. Најбитната, најглавната работа во тој сегмент е да се стимулира со едни приспособени вежби, типови на вежби, да го види дека тој сегмент не е нели најтежок или најпроблематичен, дека тоа може да иде нели со тек да се прогресира во работењето. Дека на секој почетник можам да му препорачам дека мора да биде физички активен, затоа што самите придобивки, односно од здравствени аспекти, погачен крвен притисок, постабилен нели организам во текот на денот, подобар сон нели во секојдневието, може баш да придонесат од примена на активност, без разлика дали е тоа теретан или било која физичка активност наутро како дел од неговото секојдневие. Мотивацијата да си ја најдеме во еден убав ден кој што ќе ни започне секако убаво ќе не води понатаму нели во текот на денот благодарение на физичката активност и вежбањето. Така се слагам. Мотивацијата не мора да биде нели во убав ден, може да биде вакав врнежлив ден како денеска, меѓутоа пак утрото да стане нели со помислата дека треба да бидеме активни, треба да бидеме здрави и од таму да ни почне нели денот за да бидеме и продуктивни и ефикасни за сите околу нас.
Ѓурѓе, навистина ви благодарам на одвоеното време што дел од вашето работно утро одвоивте за гледачите на Добро утро секој утро. Ви благодариме на вас за поканата и за присуството. Се надам дека ќе не бидете дел од оваа убава бајка тука што се дешава кај нас и ве очекуваме на тренинг. Ви благодарам уште еднаш. Не го чекајте понеделник, убав почеток за вежбање, да започнете со некоја физичка активност, секако и петокот и викендот, така што не одложувајте ништо за после викендот или за понеделникот. Уште денеска почнете да вежбате. Ние ќе ве поздравиме од Play Fit Move ова утро, каде што навистина голем број на граѓани овде, на вежбачи, на луѓе кои што се грижат за своето здравје, си го започнуваат денот и не заборавајте дека физичката активност е половина здравје. Ако не и многу повеќе и од половина, Ивана, благодарам многу за ова вклучување утрински совети, многу добри добивме, а јас додека си разговара, забележував кој што и какви вежби прави во позадина, еве, од утринските часови, секоја ви чест, но колегата прашува дали оделе на работа. Може би се втора смена, или пак може би имаат слободен ден, како и да е. Убаво е, да, шега настрана, убаво е многу да бидете физички активни и не го заборавајте ова. Јас би сакала да потсетам дека без разлика на возраста секогаш може да започнете со физичка активност.